Почитувани наш гостин денеска во студиото на МИА е министерот за култура и туризам Зоран Љутков. Добро дојдовте во МИА. Добре најдов и благодарам на поканата. Еве, јас најпрвен би почнала со она што е суштински променето во министерството, од кога вие сте дојдени. Поточно, вие сте првиот министер во овој владен состав кој што е министер за култура и за туризам. Да. Може ли да ми кажете поконкретно еве што значи ова? На кој начин вие ќе го подобрите туризма во државата, кои ќе бидат вашите првични активности на ова поле? Благодарам. Прво, многу е важно после долги години да се прават реорганизации во министерствата врз основа на некакви статистики кои што се спроведувани во изминативе години и нормално и некакви потреби. Културата долго време е третирана како ресор кој што само ги троши средствата, а не придонесува за буџетот на државата. Ние неколку години анализираме што е потребно да се промени во овој важен ресор, а тоа е да придонесува, да има државата да има економски бенефит од културата. Мислам дека заедно со туризмот, бидејќи културниот туризам моментално е најразвиен во државата, заедно со културниот туризам културата ќе стане профитабилна дејност и ќе може да придонесува за економијата во државата. Сега тука постојат многу процеси, што подразбира не е само културниот туризам, значи тука постојат и многу други сектори кои што ќе придонесуваат за овој заеднички напредок, но јас би оставил во наредниве неколку месеци, бидејќи имаме законска рамка да го фузираме туризмот во културата и во тие 5 месеци мислам дека некаде до нова година ќе имаме точната платформа како ќе се представиме во 2025 година. Но она што можам да го кажам е сега што ќе почнеме да го развиваме, а тоа е културниот туризам, поготово транзитниот туризам, кој што ни е моментално најважен, или туризмот Е75, автопатот од Србија преку Македонија до Грција, бидејќи тука имаме и археолошки локалитети, тука можеме да го развиваме винскиот туризам, тука имаме хотели, Велешкото езеро ни е овде, така да мислам дека ќе се фокусираме повеќе на тој дел во овој период. А после 25-та ќе имаме конкретна програма, бидејќи треба да изработиме и национална стратегија за развој на туризмот, но и национална стратегија за развој на културата, бидејќи, како што знаете, од 2022 наваму немаме нови стратегии. Како ќе се одвива целиот овој процес од технички аспект во министерството? Тоа предвидува нова систематизација, нови вработувања или не, пошто тоа е сосема поразлична програма од култура? Нови вработувања во овој период нема да има, бидејќи целиот туризам сега е под Министерството за економија, така да ние ќе ги превземеме вработените од економија во култура, но тоа ќе го направиме во моментот кога ќе биде завршена новата систематизација која што во моментов се работи, и потоа со информација на влада треба и Агенцијата за развој и поддршка на туризмот, наместо орган во состав на Министерство за култура, треба да стане орган во состав на економија, да припадне во култура. Така да тој ќе биде процесот во наредниот период. Она што неминовно секоја година поминува со реакција од јавноста е конкурсот за поддршка на проекти. Несомнено и по објавување на резултатите од овој конкурс од ВМРО-ДПМН исто така излегоа со критики во поглед на објективноста, на транспарентноста. Кој е вашиот став во врска со ова и предвидувате ли одредени промени да воведете во однос на конкурсот? Видете, вработените во Министерство за култура секогаш професионално си ја вршеле работата и професионално ги изработувале апликациите за програмите. Така се случува и сега за 2025 година. Критиките се однесувале во однос на критериумите и правилата кои што се поставувале во годишните конкурси. Бидејќи сега завршија до 30 јуни заврши конкурсот за националните установи, во септември ќе го отвориме конкурсот за Сдруженијата на граѓани или и другите корисници.
ќе воспоставиме нови правила и критериуми за да се заштитиме од сите други влијанија кои што во претходниве години биле проблематични. Така да во моментов се работи, мислам дека набрзо во текот на месец август веќе ќе ги имаме и готови правилниците како ќе се конкурира во септември 24 година. За да ги немаме истите проблеми кои што ги имале. Но тоа претходниците, но тоа било од неажурност на министерот за култура. Ако дадете соодветни насоки како треба да изгледа една апликација заедно со сите сектори во Министерството за култура, мислам дека ќе имаме одлична апликација за 24 година септември. Што ќе се случи со универзалната сала? Ќе дочекаме ли да ја видиме универзалната сала во вистинска смисла на зборот? После сите овие случувања. Да. Ова сум го кажал многу пати. Таму е покомплициран процесот, затоа и секогаш го делам на два дела за да не се шпекулира. Значи некогаш погрешно се пренесуваат информациите што сум ги донел. Кога ќе кажам дека не ставам подпис во понатамошната постапка, тоа значи дека се сомневам во одредени процеси. Бидејќи јас нешто во моментов наследувам, а тоа е капитален објект. Прво, немам никакви забелешки во однос или од извештаите во однос на изградбата. Изведувачот си ја работи работата како што си ја работи. Беше отворена втората фаза за тендерирање, но ние се уште немавме информации од првата фаза или од пожарот. Во овој период добив информации дека за ден-два ќе го добиеме извештаот и втората фаза ќе може да се продолжи. Но јас имам проблем со постапката. Значи тој процес го испитувам. Ако таа не е во ред, тогаш ќе донесеме одлука што ќе се случува во процесот понатаму. Значи ако постапката не е во ред, тогаш нема јас да ја стопирам. Државата ќе го стопира процесот. Но како и да е, во овој момент на универзалната сала се работи по сите правила и прописи. Иако уште тече процесот за универзална сала, сепак какви се очекувањата? Постои ли можност таа да биде завршена до 2028 година, знаејќи дека универзалната е носител на проектот Скопје град на култура? Ова исто сум го кажал дека не е само универзална важна за Скопје 2028 година. Важни се сите институции кои што се под надлежност и на град Скопје и на Министерството за култура и туризам. Значи, ние како партнери на град Скопје во титулата Скопје Европска престолнина на културата 28 година ќе ги вложиме сите наши капацитети, не само финансиски капацитети. Ќе ги вложиме сите просторни услови кои што ги нудиме, но сакаме и да вложиме во модернизирање на сите национални установи за да бидат на располагање во 2028 година. Ако тече секако што треба, ако сите извештаи се во ред, ако буџетски сме така како што треба од 25-та натаму, јас се надевам дека до крајот на 27 година ќе бидеме готови со сите проекти кои што сме ги започнале, за да можеме 28 да бидеме европски домаќини. Она што исто така се одвиваше подолг период е носењето на законот за употреба на македонски јазик. Тоа беше процес кој што Министерката за култура долго го водеше. И од ВМРО ДПМН е дадоа одредени критики. Најнакрај законот беше изгласан во собранието, веќе е во службен весник. Докаде е примената на овој закон? Тој закон во 2020 година имаше една нестрекна јавна дебата, каде што ние како опозиција со сите капацитети кои што ги имавме, го стопиравме донесувањето на тој закон, бидејќи воопшто не беше направен според стандардите на кои што треба да биде донесен еден закон. Потоа тој стоеше 3 години заглавен во собраниските лабиринти. Подоцна поднесовме амандмани кои што беа прифатени и од Министерство за култура и од тогашната позиција. Заеднички го донесовме тој закон во 2024 година, кој што
предвидува формирање на инспекторат. Тој закон е поминат веќе и со информација на влада, така да во наредниот период мислам дека тоа ќе биде на следната седница на влада, каде што веќе ќе се назначи новиот директор на инспекторатот, а подосна и ќе следат и вработувањата. Тој закон е добар, бидејќи спроведувањето на овој закон е во надлежност на сите засегнати субјекти, како што се на законодавната, судската, извршната власт, единиците на локалната самоуправа. Ќе биде малку тешко на почеток, но се надевам дека ќе успееме во овој процес, бидејќи еве скоро месец дена сме на позиција, во најбрз можен рок ќе го поминеме на седница на влада. Што ќе се случи со Агенција за филм? Знаеме дека исто така ова беше многу актуелно последниот период. Министерството за култура отвори ревизија, значи во тек беше внатрешна ревизија во Агенција за филм, каде што беа утврдени низа неправилности, незаконитости во работата. Вие пред некој ден информиравте дека агенцијата засега должи 2 милиони евра. Имате ли некои првични информации каде се потрошени тие парите, што ќе правите понатаму, ќе бидат известени надлежните институции за овој случај? Проблемот настанува кога после 2018 година буџетот, кој што бил некаде околу 7, некогаш и 8 милиони евра на годишно ниво, наеднаш паѓа на некаде околу 2,5 милиони. Бидејќи тие не можат да се помират со фактот дека власта го намалува буџетот, си продолжуваат со еден процес кој што се вели вака: на необезбедени средства во текот на наредната година, вие склучувате договори на дупло повеќе. Што значи, ако имате договор на 2,5 милиони евра за следната година, вие склучувате договори на скоро 5 милиона и тие ги провлекувате во текот на годините. Сега сме доведени во ситуација да 4 филма кои што имаат склучено договори, кои што имаат обезбедено услови, а имаат законски рок од 5 години да го реализираат филмот, сега им истекува во оваа година тој законски рок. Но Агенцијата за филм ги нема тие пари за да ги покрие овие 4 филма. И тоа се случувало низ годините. Ревизорските извештаи се готови, извештајот од Министерство за култура кој што е направен претходна оваа година е готов и ние сите овие извештаи ќе ги упатиме до надлежните институции да можат да си ја бркаат својата работа и да видиме што тоа ќе излезе за да можеме да постапуваме понатаму. Јас како министер за култура не застанувам во овој процес ни на една, ни на друга страна. Мене ми е важна Агенцијата за филм. Фокусот ќе ми биде таму и ќе гледаме да ги решиме тие проблеми. Морам да напоменам дека и од Друштвото за филмски работници излегоа со реакција веднаш по објавувањето на извештајот од Министерството. Тие упатија критика кон Министерството, велејќи дека всушност ова е атак врз кинематографијата и тие всушност ве именуваа вас, новиот министер за култура, да го расветли случајот. Дали побарале средба со вас или планирате некоја средба со нив? Да, мислам дека е закажана средбата за петок со официјалните лица од Друштвото на филмски работници, но тоа не може да донесе некакви промени. Мислам, јас ќе разговарам со нив, тоа е логична постапка нивното барање и логичен одговор да се сретнам со нив, но мене не ми е фокусот Друштвото на филмски работници. Извештајот не треба да се фокусира и не се фокусира на Друштвото на филмски работници. Едноставно се фокусира на работата на Агенцијата за филм. Мене тоа што ми е важно е работата на Агенцијата за филм, а не Друштвото на филмски работници. Но ако се утврди дека има неправилности во Агенцијата за филм во однос на Друштвото на филмски работници, тоа си е последица една по друга, така да јас тука нема да можам ништо да направам. Што ќе се случи со дивоградбите во Охрид? Знаеме дека Охрид останува на листата на заштитени добра на УНЕСКО. Мислам дека на 1 февруари треба да се поднесе извештај до УНЕСКО. Доколку не бидат исполнети барањата, Охрид може да биде загрозен да не остане на листата на УНЕСКО.
Како ќе се справите со ова проблем кој што долго време трае? Вака, знам дека многу често на министерот за култура му се упатува ова прашање, а всушност не е Министерството за култура надлежно во овие процеси. Министерот за култура е председател на Националната комисија за УНЕСКО. На утрешната седница на влада ќе биде назначена новата Национална комисија за УНЕСКО, која содржи многу професионалци во областа и ги содржи предлозите на сите релевантни институции. Тука се вклучени и Министерството за транспорт и врски, тука се вклучени и локалните единици, што значи дека во овој целиот процес мора да се направи една како да кажам, заеднички треба да се договориме кои ќе бидат приоритетите. Не може само еден да ги носи одлуките. Мојот фокус ќе биде да ги обединам сите овие институции, да направиме една работна група, работно тело кое што на крај ќе донесе заклучок како да се справиме со сите овие проблеми. Тоа што досега не е постигнато е тоа затоа што немало комуникација помеѓу засегнатите страни. Еве, освен Охрид, ова што ми го напоменавте, кои други објекти ќе бидат први на чија што заштита најмногу ќе бидете посветени во овој период? Во однос на Охрид или во однос на... Во однос на другите, генерално, другите објекти. Во однос на културната заштита. Во цела Македонија. Да, во цела Македонија. Добро е, пак ќе кажам дека едно од најзагрозените, а е во многу добра фаза стигнато, тоа е Плаошник. Таму ќе продолжиме со работа и со конзервација и со заштита и плюс имаме обезбедено во ребалансот некаде околу 30 милиони денари за продолжување со активностите таму. Музеот на вода исто имаме обезбедено некаде околу 15 милиони денари кои што за жал 7 години наназад воопшто не се немало грижа во однос на тој локалитет. Трескавец, манастирот, исто ќе продолжиме со работа таму, така да, как да ви кажам, има многу процеси во однос на заштитата во кои што се обезбедени средства, но биле закочени, од кои причини не знам. Сега во овој период мојата тенденција е да ги откочам сите овие процеси, да се распишат тендерите и да почнат да функционираат, да ги потрошиме средствата кои што се обезбедени за 24-та година, за да можат во 25-та да аплицираат со продолжување на идните активности. И за крај уште едно прашање, што може да очекуваме во блиска иднина? Кои се вашите првични активности во следниве месеци? На што ќе се посветите најмногу периодов? Многу е тешко сега во оваа позиција да кажам една или две работи. Генерално ќе мора да се посветиме на многу процеси. Како што кажав и претходно, откочувањето на сите процеси кои што ги има во однос на инвестициите во заштитата, тоа ќе биде примерно. Доработката на апликацијата за конкурсот сега во септември, тоа ќе ни биде исто приоритет. Фузирањето на туризмот во делот на културата и завршување на сите процеси. И во овој период ќе почнеме со работа, веќе сме почнати, но ќе продолжиме со новиот предлог закон за култура. Тука имаме нов предлог закони во заштитата, ќе мора многу законски измени да се прават и да се носат нови закони, за да можеме да ги направиме реформите кои што ќе следат од 25-та година па натаму до 28-та. И главен приоритет, еве да го кажам како круна, која што ќе ни го означи всушност мандатот, ќе биде Скопје Европска престолнина 28 година. Ви благодарам многу. Благодарам многу. Почитувани, ова беше интервју со министерот за култура и туризам Зоран Љутков.